Good morning, we have some hygiene kits. Добро утро. Имаме комплети за хигиена, маици, вода. Лесно е да се заглавиш во овој живот, особено кога немаш помош, немаш надеж. Ова е Силиконската долина, дом на Facebook, Google, некои од најголемите и најбогати компании во земјата. Градот Сан Хозе се наоѓа не многу далеко од овде. Дали мислите дека секогаш ќе останете бездомник? Да, се померив со фактот дека веројатно така ќе умрам. Ова е навидливата популација бездомници кои не може да си ги дозволат трошоците за живот кои па постојано се зголемуваат. Но како е да се живее овде? Не можете навистина да бидете подготвени за се што се случува. Не може да ви биде подобро кога ќе бидете на улица. Нема начини да се вработите. One of my Една од моите најголеми желби е некој да ја види промената во мене, бидејќи познавам многу од овие луѓе. Ли Кларк и самиот бил бездомник. Зависноста и затворската казна довеле до 5-годишен период на живење по улици. I used to ride. Цела ноќ се возев со автобус. Го нарекуваат хотел број 22. Како и илјадници други без дом, тој се чувствувал изгубен, игнориран од систем кој не функционира. Непосредно пред пандемијата, Ли конечно застанал на нозе, но не заборавил кого оставил зад себе. I'm gonna call you this week or next week. Ќе ти се јавам оваа недела. Ќе ти се јавам следната недела. Една од најголемите работи овде е да може да ја освои довербата на луѓето, да им се врати на бездомниците, да им нуди услуги, да се труди да ги вдоми. Трансформацијата на Ли делумно се должи на неговата вклученост во советодавниот одбор на непрофитната организација Животно искуство. It was created by a group of people that had Создадена од група луѓе кои или биле бездомници или сега се бездомници. Ни треба место каде што можеме да зборуваме за тоа што се случува. Ни треба моќ за да донесуваме одлуки. И извршниот комитет на организацијата, предводен од Донтае Лартинг, го надгледува 16 члениот одбор. За нас е важно да градиме организации кои црпат искуство од животот. Заедно ги советуваат непрофитните организации како што е Дестинација, група за креирање политики и справување со трошоците. Истовремено се консултираат и со локалната власт. Нивната последна цел беше да утврдат зошто овој хотел, што го купи градот за сместување на бездомниците, не се користи целосно. Андре Еванс ја води програмата за хронични бездомници во Tipping Point, непрофитна организација поддржана од некои од најбогатите филантропи во Сан Франциско. it is a $100 million 5-year Станува збор за 5-годишна иницијатива од $100 милиони, чија цел е партнерство со Сан Франциско и еден сет од непрофитни организации, за да се намали бројот на хронични бездомници на половина. Тоа се должи на фактот дека 3000 хронични бездомници од Сан Франциско во моментов живеат на улица. We are by no means able to Во никој случај не можеме да одговориме на она што градот го прави на постојана основа. Навистина се обидуваме да се насочиме на пристапи, да ги сместиме луѓето побрзо и да се осигураме дека тие ќе можат да останат да живеат на тие локации. They're kind of like, watchdog organizations. Like Седумчлениот советодавен одбор на Tipping Point целосно се состои од поединци кои биле бездомници, како Ти.Џеј Џонстон. Right now, I'm staying in a house, but for Во моментов јас живеам во куќа, но околу 9 години живеев по улиците на Сан Франциско. Многу луѓе, например, се борат само да преживеат. Чест ми е што луѓето од нас бараат помош. Сепак, долгогодишната застапничка за бездомници Дженифер Фриденбах предупредува дека не се сите толку ефикасни. There's advisory boards where you'll have like one Има советодавни одбори каде што имате еден или двајца бездомници. И тие немаат глас и никогаш не им се слуша мислењето во групата. real power. even before Уште пред да се формира формалниот советодавен одбор, прашавме околу 300 луѓе кои се соочуваат со бездомништво и ги прашавме кои се вашите приоритети. Тоа носи експертиза. we have that Ние имаме знаење што би сакале да го пренесеме на остатокот од нашата заедница. Нашите потреби се релативно едноставни. Се што сакаме е само да бидеме вдомени, а сакаме да можеме да живееме достоинствено. Тоа ја потикна изградбата на зградата Таханан со 145 станови исклучиво за бездомниците во центарот на градот. we're using
modular. Користиме модуларна конструкција. Тоа значително ги намали и времето и трошоците. Целта е целиот проект да биде завршен за нешто помалку од 3 години за помалку од $400,000 по стан, што е рекорд за строгите закони за градење во градот. It's still a lot of money, but Да, сепак се многу пари, но според стандардите на Сан Франциско, обично околу $600,000 чини еден мал стан. Становите се бесплатни за оние кои се квалификуваат. И конечно за TJ задоволство е што знае дека им помогнал на толку многу бездомници да бидат згрижени во нов дом.